После успешната екоакција во Трајаново Торло, жителите се соочија со насилство и вандализам од организирани криминални групи. Ја известуваме јавноста дека на 11 април ние, жителите на населбата Трајаново Торло, во мултиетнички состав како репрезент на соживот во населбата, организиравме екоакција на која беа исчистени 2 зелени површини и голема количина на смет беше однесена на градската депонија. За жал, после успешната акција се соочивме со неколку кражби и разбојништва во истиот тој ден, а во 2 случаи разбојниците беа фатени на лице место. По ова, како кулминација, следуваше насилство и вандализам од страна на добро организирана криминална група, која вооружена тероризираше секој кој што ќе им се најде на патот. Неколку дена се здобија со повреди и завршија во болница. Уште еднаш се покажа дека криминалците и насилниците не познаваат ни етничка, ни верска, ни религиозна припадност. Действуваат кога нивните бизнис интереси се загрозени. Ние како граѓани најостро осудуваме секаков вид на насилство без разлика од каде доаѓа. Прашуваме дали некому му одговара криминалот и насилството во Кочани, дали надлежните органи немаат слух за голготата со која се соочуваат самите граѓани, а за што апелиравме веќе со месеци. Замислете живот во кој не можете да се спиете навечер или постојано се будите и при најмал шум, мислејќи дека разбојник би влегол во куќата и можете да настрадате. Можат ли почитуваните припадници на полицијата и на јавното обвинителство во Кочани барем да замислат како изгледа една таква ноќ помината во страф и неизвестност? Уште колку немили настани треба да поминат за конечно да излезат во заштита на нас граѓаните и да ги искористат мерките притвори најостро да ги осудат насилниците и разбојниците? Треба ли човечки живот да биде загубен за конечно да добиеме правда? Свесни сме на префрлањето на одговорност од една на друга институција, но никако не е решение за градење здраво општество. Доста е, се вели во соопштението од жителите на Трајаново Торло.